Добар ден. Од мене Силвана Павловска и програмата во Фокус. Денес е 31. август 2023 година. Продолжуваме со серијата четива, содржани во книгата Пиринска Македонија од авторот Димитар Митрев. Денешново четиво се вика Пиринска Македонија во септемвриското востание во 1923 година. И тоа вака гласи. Спрема превратот од 9 јуни, раководството на Бугарската комунистичка партија зазеде неутрална позиција на крвавите пресметувања помеѓу владата на Цанков и побунетите селански маси. Тоа раководство гледаше како на пресметувања помеѓу две буржоазии, градската и селската. Тоа пак гледање ги имаше своите корени во тесно социјалистичкото подценување на селанското прашање и на селанските маси како сојузници на пролетаријатот. Оделни раководители и месни функционери на БКП беа за поддршка на селанските бунтови против новата реакционерна влада, наоѓајќи дека тие бунтови создаваат една природна револуционерна ситуација во која комунистичката партија треба да игра водечка улога. Таков беше ставот и на Димитар Благоев. Но надвладеа и се наложи позицијата на неутралност. Таа позиција пак, по задушувањето на селанските бунтови, беше подложена на остра критика од страна на комунистичката интернационала. Поради таа критика, неколку месеци подоцна, раководството на БКП зазеде курс кон вооружено востание за извојување на работничко-селанската власт во Бугарија. Тоа востание почна кон крајот на септември 1923 година и во некои краишта на Бугарија прими масовен карактер, подкрепено и од некои приврзаници на земјоделскиот сојуз. Расположба за масовно учество во востанието постоеше и во Пиринска Македонија. По превратот кај масите во Пиринска Македонија настана силно незадоволство поради се потворениот автономистички терор. И не беа потребни големи напори за да се искористат тие маси за најшироко и најактивно учество во подготвувањето востание. Но до тоа не се дојде поради една предходна спогодба помеѓу ЦК и БКП и ЦК и ВМРО, знаејќи дека во 9-јунскиот преврат немал дел и припадна на автономистичката ВМРО, зголемувајќи ја безогледноста и масовноста на спроведениот терор. Раководството на БКП се реши на преговори со ЦК на ВМРО за неговиот неутралитет во случај на востание. Како компензација, ЦК и БКП го гарантираше неутралитетот на пиринските комунистички организации во востанието. Преговорите завршија со спогодба што се изразуваше во две точки. Една, во случај на работничко-селанско востание, раководено од партијата, ВМРО да остане неутрална и да не ја помага фашистичката влада. Два, во замена на тоа, партијата се согласува комунистичките организации во Петричкиот округ во кој се распоредува ВМРО да не земат учество во востанието. Членството на БКП во Пиринска Македонија и немал број месни партиски раководители беа тешко погодени со постигнатата спогодба.
Посебна беше огорченоста поради респектирањето на ВМРО како полновластен распоредувач во Пиринска Македонија. Признавањето на таков статус на таа организација од страна на БКП значеше изедначување со статусот што и го даде на истата организација новата бугарска влада. Оние партиски пирински раководители што беа со изострен реалистички усет за оценување на конкретната и специфична ситуација на нивниот терен, знаеа дека пасивизирањето на масите во Пиринска Македонија ќе им оди во прилог само на автономистичките главатари. За самите пак маси, кои беа и непосредни сведоци и непосредни жртви на тероризмот, што го спроведуваа тие главатари, спогодбата можеше да има само одвратно дејство, тоест обратно дејство, обратно дејство. Во најмала мера, наивно беше да им се верува на докажани орудија на бугарската реакција и на незаситни убици на толкумина и македонски и бугарски патриоти и прогресивни луѓе дека ќе стојат со скрстени раце при едно востание што требаше да ја урне власта на нивните наредбодавци. Некои пирински раководители настојуваа да ја сватат спогодбата како превентивна мерка со оглед на крајно недостатното време за поцелосна и поефикасна подготовка на востанието. Но истите тие раководители наоѓаа дека токму поради тоа требаше најцелисходно да се искористат оние краишта што имаа најдобри изгледи за масовно востаничко надигање. А токму во Пиринска Македонија постоја такви изгледи и брзо можеше да се дојде до целосна востаничка победа во неа. Поставени меѓу чинот на спогодбата и спецификата на конкретните услови и на конкретната расположба, некои пирински партиски комитети сепак се решија за ограничени востанички акции и за подршка на востанието во соседните бугарски околии. Прв премина кон изработка на таков план Горноџумајскиот окружен партиски комитет. Секретарот на овој комитет, Методи Алексиев, и членовите на комитетот Иван Илиев, Димитар Ацев, Никола Лисичев и Костан Сандев се поврзаа со Колискиот комитет на БКП во Дупница за преземање на заеднички востанички акции на теренот на Дупничката околија. Овој соседен бугарски град, кој имаше во текот на неколку години комунистичко општинско раководство, начело со доктор К. Петров, кој беше убиен од македонствујуштите терористи, представуваше една од најсолидните востанички бази, но пак поради спогодбата не беше достатно искористена и таа база, па востанието во Бупничко траеше само неколку дена. Еден вооружен одред од Горна Џумаја под водство на Коста Сандев и револуционерот анархо-комунист Тодор Чопов тргна во помош на дупничките востаници, но узнавајќи по патот дека востанието таму е веќе ликвидирано од војската и автономистите се врати назад. Еден дел од одредот се легализира во Горна Џумаја, а друг дел замина за разложко, приклучувајќи се кон тамошните востаници. Учесниците во одредот што се вратија во Горна Џумаја до еден беа избиени по наредба на автономистичките пунктови началници Монев, Мечкоевски и Караџов, кои действуваа по непосредна директива на Т. Александров. Обид за приклучување кон востаниците во Јужна Бугарија беше направен и од страна на Неврокопскиот партиски комитет, но тој остана безуспешен поради апсењето на поголемиот број на членовите на комитетот. Единствена
Резултантна востаничка акција во Пиринска Македонија беше остварена во градот Разлог и околијата. Во ноќта на 22 септември, востаничките одреди од Разлог, Ранско, Белица, Бачево и Бања навлегуваат во Разлог, разделени на 3 групи. Една група ја атакува касарната, но војниците и офицерите се предаваат без ниеден истрел. Другите 2 групи пак беа отпор, ги завладуваат полициските и административните пунктови. Во текот на неколку часа, востаниците стануваат полновласни господари во градот. Во текот на истиот ден, 23 септември, е објавена работничко-селанска власт во Банско и во селата Белица, Бачево, Добриниште, Елешница, Годлево, Горно и Долно, Драглиште и Добрско, селото Добрско. Востанието победува во целиот Разлошки крај, но поради локалната и изолираноста на таа победа, востаниците се најдуваат принудени доброволно да ја напуштат извојуваната власт и да преминат во илегалство. Главатарите на ВМРО, наоѓајќи дека со востаничките дејствија во Разлошко и Горно Џумајско спогодбата со ЦК и БКП не е спазена во целост, не задоцнија крваво да се пресметаат со непослушните пирински комунистички раководители и уште во време трајањето на востанието беа избиени членовите на Горноџумајскиот окружен комитет Иван Илиев, Никола Лисичев, Димитар Ацев, Стојан Велинов и уште неколку комунистички функционери во други пирински градови. Но ЦК и ВМРО не се задоволи само со накажување на непослушните. По негова наредба, терористичките чети под командата на војводи, што беа добро познати од крвавите 9-јунски пресметувања, учествуваа и во крвавото задушување на востанието во разни краишта во Бугарија. Спогодбата помеѓу Централниот комитет и БКП и ЦК на ВМРО заврши така како што единствено можеше да заврши. Востанието беше пасивизирано во Пиринска Македонија, па и во соседните бугарски околии, а четите на ВМРО го обновија своето 9-јунско искуство. Реалната корист беше исклучиво на страната на бугарската реакција, која со терор и масовни убиства ги зацврсти своите управувачки позиции. Таа можеше да биде задоволна од уште еднаш покажаната верност на главатарите на неоврховистичката ВМРО. И пак, она што беше најпоразно за македонските маси, се откриваше од фактот на изразениот респект од страна на раководството на БКП спрема терористичките сили и реакционерните орудија со кои се бореа и продолжија да се борат прогресивните македонски и бугарски сили. Овој тежок опит го согледаа и раководителите на БКП, ориентирајќи се во блиска иднина кон силите на македонската левица. Ете, тоа беше четивото посветено на Пиринска Македонија во септемвриското востание во 1923 година. Следниот пат ќе продолжиме со следното четиво, наречено Мајскиот манифест на ВМРО. Значи, Мајскиот манифест на ВМРО. Да спомнам уште еднаш, овие информации или овој прилог, програма посветена на македонската книжевност и историја, се од Димитар Митрев и неговото дело Пиринска Македонија. Благодарам за вашето внимание. Се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат. До гледање и се најубаво!